بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и кои го следат неговиот суннет, неговиот пат до судниот ден. Поштовани браќа, како што објавивме дека ќе читаме поглавје од книгата на Абу Закарија Имам Неуви рахметуллахи алейх, еден од најголемите учењаци што живееше во неговото време. Пред да почнеме да читаме ово, ни беше тестот. И како што реков, овој тест не беше ниту за да го понижвиме некого, ниту пак да го креваме некого да се мисли дека е алим или пак има стекнато знаење за сите меселиња на верувањето на акидето. Него овие беа основните месели, што секој човек мора да ги знае. Обавеза му е да ги знае. Тестот што го направив јас беше најлесен што може да се прави, на најлесен начин што може да се прави. Него овде беше зависите од вас колку имаше читано и се имаше спремано и колку е видено овде на дерс додека имаме објаснато. Ако беше со неговиот ум овде, ќе одговореше без да читаше ич. Без да читаше ич. Освен таму кај што барав доказ негде, нормално тоа треба бит читање и спремање. Јас, ова е лесно. Кај мене се помин вид лесно. Одговориш, не одговориш, не е многу битно. За тебе е тоа. Ама кај Аллах субхану таала, ако те прашви тој, таму мисли се. Како ќе одговориш на овие прашања? Аллах субхану таала да ви дајт корисно знаење и да стекнете знаење за првата обавеза, за сведоштво на верата. Значи, овие ќе се прашвиме и на кабур, и судниот ден, па се меселиња што се врзуваат во твоето верување. Може да останеш верник, може да не останеш верник за некои меселиња, ако не ги знаеш. И постапиш спротивно на оно што е учено. Секое седување или седвење твое овде е доказ ќе биде судниот ден. Или за тебе, или против тебе. Или за тебе, или против тебе ќе биде. Зато не е знаењето, не е како што ќе спомниме сега. Кога ќе спомнете Имам Неуви рахимахуллаху таала, сега ќе почнеме со книгата. Велите Имам Неуви рахимахуллаху таала: Фаслун фи адабил мутааллим. Велит поглавје етиките на ученикот, тој што бара знаење. Што велит Имам Неуви рахимахуллаху таала? Велит: Wa min adabihi an yajtaniba al-asbab ash-shaghilata 'an at-tahsil. Велит од етиките што треба ученикот да ги имат, е вели да се оддалечвит од сите причини што го ангажираат него за да стигне до знаењето. Браќа, знаете дека треба да знаете дека ако сакаш да стигнеш и да се правиш хафиз на Куранот, не можеш истовремено да сакаш да гледаш фудбал. Да одиш да шеташ без везе, без потреба.
да одиш во разни ресторанти да го губиш времето. Тоа немој да се стигне. Зато велит Еймен Суейд, Allah да го чуват, велит од неговиот шех, што му имат речено и му имат кажан, му велит: "Мен иштагала бима ла ја'нихи, фатаху ма ја'нихи." Оне што се занимават и се ангажират за она што не му е потребно, ќе му избегат, велит, или ќе му се оддалечат она што му е потребно. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem: "Мин хусни исламил мар'i тарку ма ла ја'них." Вели, од добриот ислам на човекот е да се оддалечи од она што не му е во потреба него, да се занимава со тоа. Не му е во интерес. Ние сакаме сите да станеме знаени и да бидеме знаени. Ама не сакаме да учиме. Не сакаме да идеме на дерс. Не сакаме да некој да ни наредви да учиме на памет. Не сакаме некој да ни стави ред. Не сме навикнати на ред ние. Ние сакаме сами слободно да живееме. Така, без контрола. Без никој да ти рече, без никој да те учи како ќе станеш, како ќе земиш ти редослед. Како? Пратеникот салаллаху алейхи ve sellem им ставеше редослед на асхабите. И му ги дели работите на секого. Кога рече акраукум ли китабилlah, кој? Оне што го знаат најубаво да го читат Куранот од вас е Абдулlah ibn Mas'ud радијаллаху та'ала. Wa afradukum Zaid ibn Thabit. Оне што знаат повеќе за наследството, што има знаење како се делит наследството, е Zaid ibn Thabit радијаллаху та'ала. И така, оне што го имат гласот најдобар меѓу вас е Ебу Муса ал-Еш'ари радијаллаху та'ала анху. Значи му ставеше редослед. И ние треба да ставиме редослед. Денот треба да го распоредиме како да живееме. Што треба да правиме кога стануваме? Првата обавеза што ние? Што треба да правиме? Да го спомнеме на Аллах субханаху ва та'ала. Тамам, после да земиме абдес, после да клањаме сабав или пред тоа ноќен намаз. И после што треба да правиме? Да читаме Куранот. Куранот е да го ставиш на прв саф, на прв ред. Број 1, Аллаховиот збор. Ако сакаш цел ден да имаш берекет, ако сакаш цел ден берекетен да ти е тој ден, треба Куранот да го читаш. Ово учењаците го имаат спомнато. Тој ден што го читаш Куранот, ќе видиш дека ќе имаш берекет во тој ден, што немаш во другиве денови. Тој берекет не го имаш. Некој од шубхињата или од сумните што ги проширват, велит како посланикот салаллаху алейхи ve sellem успеал во толку години, 23 години, значи толку да направи за исламот. Аллах субхану ва та'ала му даде берекет во времето. Во времето му даде берекет. Зашто го користеше времето. Го користее времето тогаш. Со Куран, со Аллаховото споменување и така натаму. Зато велит Ибн Фарис рахимахуллаху та'ала, еден од учењаците од јазикот, велит: "Ида кана ю'дика харрул масифи wa yubsul kharifi wa bardu ash-shita'i wa yulhika husnu jamali ar-rabi'i fa akhdhuka lil-'ilmi qul li mata." Ако велит те наштетвит или ти прави штета горештината на лето. Некој вели: ајде бе да учиме сега на лето. Не можеме сега горештина. Гледаш колку 40 степени е надвор. Кај се од сега да се бара знаење? Посебно во арапските земји, кога температура стигнува можда 47, 50 негде. Ајде да одиме кај шейхот. Кој е сега на ова горештина? Добро, велит. Wa yubsul kharifi, сувоста на есента.
Ајде да ојме на есен да учиме. Кај шејхот да бараме знаење. Времето сега почна да се лади, гледаш лисјата паѓаат. Суво сега. Све. Види лисјата како се направени, суви. Добро. Иде зимата, велит, обрду шитај. Ке биди ладно. Ке смрзнеш. Зимата иде. Снег. Ајде да одиме, да учиме. Не гледаш ти минус 17? Кој излегви надвор сега да бара знаење? Велит, добро, ке дојд пролета. Кога ќе дојд пролета, што ќе велит? Ва хусну раби'i ва юлхика хусну џамали раби'i. Велит, те повлеквите или те одвлекува леп убавината на пролета. Сега види цвеќињата почнат, да се отвараат, да мирисат убаво, зеленило, треба да шетаме, да ојме со фамилиите на пикник, ваму, таму, И кога ќе учиш ти, тогаш велит Ибн Фарис рахимахуллаху таала, што велит? Фаахдука лил илми кулли мата. Ти, велит, како ќе стигнеш до знаењето? Кажи ми мене, ај, кога? Кога? На лето не можеш, на есен не можеш. Зима, ладно, не можам. Пролет не можам. Кога можеш ти? Кажи ми кога можеш ти? Allah subhanahu wa ta'ala сите могуćности ни има дајно. Сите могуćности ни ги има дајно. Не ни треба ни да ојме пешки, ни да ојме негде многу далеку, негде во вашиот град, овде, и да не идеш после да најдеш разни причини. Треба да одам ваму, треба да одам таму. Добро, да е со причина, треба да одиш негде, мора да се ој. Ама да одиш, да одам на ресторан, да седам, да пием кафе, а дерсот е ваму. Тогаш, ќе ти кажи сега имам Неуви, рахимахуллаху таala, илла себебен ла будда минху. Освен еден себеб што морат, обавеза ти е да одиш таму. Само тогаш смеј да се оддалечиш, велит, од знаењето, од Куранот, од сунетот, на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Кој е тој себеб што морат? Мора да јадиш. Тамам, мора да јадиш. Мора да работиш. Ако немаш друго како да стигнеш до обскрба, мора да работиш. Ама откако ќе работиш, немој да го заборавиш Куранот кога ќе дојдеш. Немој да го заборавиш знаењето. Шакауту ила ваки'ин су'a хифзи. Велит имам Шафи'i рахимахуллаху таala, се жалив кај мојот учител, Ваки' ибн Џаррах, еден од големите мухаддисин во неговото време. Велит, за слабо меморизирање, не може да меморизирам убо. Фааршадени ила таркил мааси. Ми рече, остави ги гревовите. Ва ахбарани би анна ал-илма нурун. И ме покажа дека ова знаење е светлина. Ва нуруллахи ла ю'таху ли'аси. А светлината на Аллах субхану ва таala не му се дават на еден грешник. На еден човек што е товарен со гревови. Зато велит имам Шафи, имам Неуви рахимахуллаху таala, ва јанбаги, сега ни кажи што треба да правиме за да стигнеме до знаењето. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. Обавеза му е, треба да го чисти срцето од нечистотиите. Нечистотијата се делит на два видови, браќо. Она што се гледат нечистотија, што се гледат, што не е чисто, знајте, да не го спомнам, да не ги спомниме. И внатрешна нечистотија. Кој е внатрешна? Кои се внатрешни нечистоти? Љубомората, хаседот, велит, гибетот, уговарањето, носење на зборови ваму таму, гревовите што се прават кога си сам.
кога никој не те гледа, кога ги затвориш вратите убо и пенџерите убо, тогаш една врата и една пенџера стоит отворена секогаш. Окото на Аллах субханаху ва та'ала. Окото на Аллах субханаху ва та'ала. Идha ma qala li rabbi ama stahiyayta ta'sini. Поемата Имам Ахмед рахимуллах што ја прочиташе и ја спомнуваше често. Кога и плачеше и се вртеше во соба. Велит идha ma qala li rabbi. Кога мене ќе ми велит мојот господар судниот ден, ама стахијајте ta'sini, не ти беше срам, мене да ми правиш греф, wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil nisyani ta'tini, и гревот го криеш од створенијата. Оние што јас ги имам створено. Wa bil nisyani ta'tini, и со непокорност, со гревови кај мене идеш. Зато велит Имам Неуви рахимахуллаху та'ала, за да се садит знаењето во срциња или во срце, значи морат да се чистит од нечистотиите што е натрешни. Ибнул Каим рахимахуллаху та'ала го спомна, често го имаме спомнато, фаслун ат-тахлијату qabla at-tahlija. Чистотијата на едно место е пред да се стави нешто натре, да се декорира. Ние овде што направивме, дур да дојде на овој степен за да седниме сега овде на тепик. Што направивме, што како беше овде? Беше катастрофа, хаос беше. Требаше да го чистиме од она све што имаше овде, па после да работиме, да миеме, да чистиме, да ставиме тепик, па да... Е така и знаењето во срце. Тоа срце што е валкано, нечисто, темно, немојт да се сади тука и да се стави знаењето на Аллах субхану ва та'ала. Зато велит Имам Неуви рахимахуллаху та'ала, велит ли јаслуха ли кабули l-Qur'ан ва хифзихи ва стисмарихи. Велит за да мојт да го прифатит Куранот. За да мој да го прифатит Куран од срцето, требаше да се чистит, рече. И да се меморизират. Прача, меморизирање не е само во глава. Меморизирање на Куранот не е во глава. Аллах субхану ва та'ала што му рече на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, незале бихи рухул амин. Со овој Куран слезе кој? Ар-рухул амин. Значи Џибрил алейхи селам, ар-рух. Оне што е искрен. Ел-амин. И после, каде слезе? Каде му слезе Куранот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, во глава или во срце? Ала калбика литакуна минал мунзирин. Овој Куран местото му е овде. Не само овде. Зато Аллах субхану ва та'ала велит: "Афала јатадаббаруна ал-Кур'ан?" Зар тие не медитираат во куранските ајети? Во Куран не медитирате уопшто? Овој Куран не е само да помините овде и да излегвите овде. На десното уше и да излегвите на левото. Не. Ово е да влеквите овде и да пролази натре. Во градови и во срце. За да ти се прошири срцето. Зато Аллах субхану ва та'ала му рече на пратеникот салаллаху алейхи ва селем: "Алам нашрах лака садрак?" Дали, о Мухаммед, не ти го проширивме ние тебе градовите, не ти ги проширивме или градот? Ибн Аббас колку велит? Како велит? Ауса ма бейна самаи вал ард. Велит Аллах субхану ва та'ала му го прошири градот, велит повеќе како од она што е просторијата меѓу небесата и земјата. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем живееше во тесна куќа. Како што се пренесли во хадисите, кога клањаше пратеникот салаллаху алейхи ва селем, толку му беше местото. Аиша, жена му, радијаллаху та'ала анха, додека ја беше со пратеникот салаллаху алейхи ва селем,
кога одеше тој на сежда, Аиша радијаллаху таала анха и собереше нозете и трнеше нозете. Толку му беше тесна куќата, ама срцето и градот проширен. Многу. Allah subhanahu wa ta'ala да не правите од ними. После велит, факад сахан Расулиллахи салаллаху алейхи ва саллям, зато велит се пренес вид во точен хадис од пратеникот салаллаху алейхи ва саллям, велит пратеникот салаллаху алейхи ва саллям во хадис го пренес вид Нуъман ибн Башир радијаллаху ta'ala анху. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва саллям, ала инна фил джасади мудга. Ала адату танбих. Зборот на пратеникот салаллаху алейхи ва саллям е ела, значи внимание. Внимавајте убаво. Инна фил джасади мудга. Во телото имате едно парче месо. Ида салухат салуха ал джасаду куллу. Е дојдено салухат. Не е дојдено, ако што се пренеси во еден ривајат, салахат. Салахат. Кога идет во арапски јазик, вазн фаула, во сарф, кој ќе дојде на ваков начин, со дамма, не со кесра или со фетха, значи многу. Значи за срцето, за да се оздравит, требит многу. Да чиниш добри дела, не еден дел. Ако велиме алима раджулу, научи човекот, научи едно меселе. Едно меселе или два. Ако велиме алума раджулу, човекот научи многу меселе. Зато вели во овој хадис се дојдемо во ривајет, ида салухат салуха ал джасаду куллу. Ако овај орган на телото, ова парче месо е здраво, целото тело ќе биде здраво. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Ако ова не е здраво, болно е, расипано е. Расипано е. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллям, фасада al-jasadu kulluhu. Целото тело ќе биде болен, нездрав. Висока положба има срцето. Срцето има висока положба. Ова е царот на телото. Кај Аллах субхану ва таала се оди со срце и со добри дела. Не се оди кај Аллах субхану ва таала колку си личен. Не се оди кај Аллах субхану ва таала колку си јак. Ова Аллах субхану ва таала те има створено како сакаше тој. Тој има одбрано така и така ќе бидиш. Ама срцето мора да го оздравиш. Мора. Затоа е слезен овој Куран. Аллах субхану ва таала Куранот го спомни како шифа. Лек. Лек што те оздрави. Ама сигурен лек што те оздрави. Зато велит ова е здравје. Не е само лек што лекува, него здравје, потполно здравје имаш. Ама оној што размислува за кого е здравје овој Куран, за кого е лек овој Куран, за оние што му веруваат. Искрено му веруваат на Аллаховите ајети. После велит имам Науи рахимахуллаху таала, وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ. Добро имат кажано еден човек. يُطَيَّبُ الْقَلْبُ لِلْعِلْمِ كَمَا تُطَيَّبُ الْأَرْضُ لِلزِّرَاعَةِ. Велит, срцето требит да се чистит за знаењето, како што се чистит земјата, нивата, пред да се садит. Ако сакаме да садиме негде, во некоја нива,
Она изе има трева, има трња, имаат камења. Што треба да правиме? Да ја чистиме. Да остраниме од трњата све што имат на страна и после мој да се сади, да иде тракторот, да работи, да фрезира, да ја врти, не знам што прави на земјава, па после да иде да се равни, да се прави све убо, после да садиш. После да садиш. Така и срцето вели Имам Неуви рахимахуллаху таала. Ако сакаш овој Куран да остани во твоето срце натре и ова знаење, ова светлина, морат да се чистите од она што се спомна угоре. После вели Имам Неуви рахимахуллаху таала, сега ни кажи едебите, етиките, што треба еден ученик да ги има. Почви со етиките. Зашто ние оваа книга иншаллах ќе ја објасниме од почеток до крај. Ќе објасниме од почеток до крај. Него денеска, пошто ни беше тестот, и еден дел го читаме само така го земам, пошто е битно овој дел. Иначе ќе читаме од почеток до крај, иншаллах таала, сите етики што се спомнати во оваа книга. Вели Имам Неуви рахимахуллаху таала: "Ва јанбаги أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه." Вели требит ученикот да биде скромен со кого? Со алимот, со учењакот. Да не биде арогантен, да се покаже модест, на албански модест. يتواضع لمعلمه ويتأدب معه, и да се покаже со да го поштуват на својот учител, на учењакот. После вели: وإن كان, и ова е многу битно, وإن كان أصغر منه سنا, вели иако е помалов од него во години. Во знаење е погоден. По години мој да е помал, ама во знаење е поголем. Затоа велит: "Ва ин кана асгара минху синнан." После велит: "Ва aqalla шухрatan wa nasaban wa salahan." И велите, иако е помало познат од него, некогаш ученикот мој да стан вид попознат од својот учител. Повеќе да се гледаат неговите видеа во YouTube. Повеќе да стане познат од неговиот шејх. Ама морат да се понижи пред својот шејх. Иако не е познат. Не е познат во дуња тој. Во дуња мој да не биде познат, ама познат е кај Аллах субхану ва таала. Колку познати во дуњата непознати кај Аллах субхану ва таала. Колку непознати во дуњалокот, познати кај Аллах субхану ва таала. Тешко оној што е познат во дуњалокот, а не е познат кај Аллах субхану ва таала. Судниот ден Аллах не го познава. Тешко него. А блазе оној што не е познат во дуњалокот, Аллах го познава над 7 небеса. Блазе него. Затоа, браќа, немојте да го гледате некого на улица, никој не го познават, се гледат скромен човек, понижен човек кај очите на народот, зашто не ја знаеш врската што има тој со Аллах субхану ва таала. Една дова од него мој да те однесе во пропаст. А ти не си свесен од каде ти иде тоа. Моето доној што може да го чисти патот таму. Ти го гледаш него, никој ништо. Ти машала. Ти работиш не знам каде, во Мерцедес, во БМВ работиш ти. Ти си оџа, машала, висок, со чинови си ти, генерал си. Тој ги чисти улиците. Ама кај Аллах субхану ва таала тој познат и непознат. Една дова од него, прашина ќе те прави. Аллах субхану ва таала да не поправи. После велит Имам Неуви рахимахуллаху таала: "ويتواضع للعلم فبتواضعه للعلم يدركه."
Велит, мора да се покаж вид скромен, неарогантен со знаењето. Теби тавадуи юдрикуху. Кога се покаж вид скромен и неарогантен према знаењето, ќе го стигнете. Вие знаете за Муса алейхиссалам? Знаете, Муса алейхиссалам го познавате? Кој е Муса? Пратеник на Аллах субхана ва таала, така? Во Бену Исраилите. Муса алейхиссалам пратеник на Аллах субхана ва таала. Од најчесните пратеници, од најголемите пратеници, од улул азм. Тамам? Теоратот му слезе, книга на Аллах субхана ва таала. И Аллах субхана ва таала кога му наредил да оди кај Хидр алейхиссалам да учит, не се покажа арогантен. Но што рече? Хел еттебиука ја Хидр, хел еттебиука ала ан туалlimani мимма улlimт. Дали да те следам о Хидр, да идам со тебе, да ме учиш од она што тебе Аллах субхана ва таала те има учено. Пратеник на Аллах субхана ва таала, Муса, улул азм, од улул азм, и се кажи скромен према знаењето на еден што беше познаен од него во некои меселиња, не во све. Тој знаеше нешто од гајбот што Аллах субхана ва таала му имаше научено на Хидр алейхиссалам. Ама не се покажа арогантен. Абдуллах ибн Месуд велит, итнани ла јатаалламан. Двајца немаат никогаш да учат. Ел мустахи вал мутакаббир. Оне што се срамит да прашвит, не знаат, не знаат, се срами да прашвит. И оне што се држи арогантен. Не знаат, носот не му падне долу. Зашто све што да го прашаш, тој ќе одговори, а не знае. Нема знаење. Мирис на знаење нема. Мирисот на знаењето не го има мирисано уште. Ама не падви долу. Знаеш ти колку години сум ја на сунет? 25 години јас сум на сунет. И добро, што ако си 25 години на сунет? Ова те имат правено тебе, алим? Ти света знаење што го имаш со слушање од овде, од таму, од ова. Немаш ти знаење, корен на знаење, немаш седнато некогаш на колена да земиш знаење ти, да читаш некоја книга од почеток до крај. Зато кога ги прашвиш уште меселињата на абдесот, 25 години на сунет, не знаеш што е фарз на абдесот, не знаеш што е сунет на абдесот, не знаеш што е фарз на намазот, кои се фарзовите на намазот, кои се ваџибите на намазот, што е сунет на намазот. 25 години на сунет сум јас. Машаллах ти брата имаш. И пантоли кратки имаш ти. Ама ова како се вели, автоматски не те прави тебе алим. Да кажеш дерсови и да се мислиш ки знај кој си ти. Еден тест обичен да правиме и се плашиме да влекнеме на тест. Зашто толку имаме знаење. Се плашиме, се мислиме дали да влекнеме на тест, зашто знаеш дека не знај да одговори. Не знај да одговори. Зашто не читаш? Не повториш? Слушаш? Никој не пиши. После ќе ги заброиме овие, ќе ги заброиме. Како не? Не пишиме на дефтер, добро, не пишиме и ни на телефон не пишиме. Ние сите сме Имам Бухарија. После ќе пишиме дома. Сега памтиме, после дома ќе пишиме. Зато велит после Имам Неуви рахимахуллаху таала, وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. Вели знаењето е како војна за младиот арогантен. Како? Кесейли харбун лил мекани l'али. Како што, знаете вие браќа, водата или дождот, кога врнит и водата, дали може да стоит на високо место, на планини, кај што е вак брдото, криво. Може да стоит? Значи, течите и ојд удолу. А долу
се соберете и водата што е од долу и од водата што е од горе. Значи оној што е не е арогантен, што е понижве, кај него седи знаење, да се соберет кај него. А оној што се држи вака, вели вака, немој да стои како што немој да стои водата на брдо, на планина. Немој лизни. Тука падни, тука бега. Тука падни, тука течи долу. Тука падни, тука течи долу. Така и знаењето вели имам Науи рахимуллаху таала за еден млад што е арогантен. Седи на еден меџлис, слушај, излеги надвор, крши. Со тие меселиња што ги има слушнато сега. Тазе. После еден ден ги заборави овие меселиња, ќе дојде после 2 недели пак ќе слушат нешто ново. Машаллах, видиш што кажа оној на YouTube? Оној на YouTube го слушна него, зеде нешто од него, собра нешто, ваму го зеде, таму го заборај. И така. Продолжи тој. Тоа не е знаење. Тоа не е знаење. Тоа е само копија моментална. Блиц. И излегиш надвор, се бришит. Како, знаете, порано без меморија оние телефоните. Постарите телефони нема е меморија многу. Не може да памтат слики, да држат слики. Брижи слика, го гледаш, не можеш слики. Зашто меморија нема. И ово е така, сега меморисот овде сега така една слика, после ајде да ја ставиме во меморија таму, нема меморија. Немој да ја чуват. Аллах субхану таала да не чува. После велит имам Науи рахимуллаху таала. Велит ва јенбаги ан јанқада ли муаллимихи. И треба да се покажи да го почитуваат својот учител. Оној што го учи треба да го почитува. Велит ва юшауираху фи умурихи, и да го консултираат него за неговите проблеми што ги имат или нешто што му интересираат. Треба да се консултираат, велит, со неговиот шех, со неговиот алим, со неговиот шех. После велит ва јакбала каулеху, не само да се консултираат, него да го прифатит неговиот збор после. Не да видам се што ќе ми каже 300 други надвор. Ваму прашај тука кај што учиш кај него, после надвор прашај уште 100 други и после не знаеш кого да го слушаш. На кај пак останиш како овците без овчар. Овците без овчар како одат? Кај да ги пуши тие само на ова страна, си трне таму, после десно, лево, не знаете да се вратат назад. Значи немајте овчар. И вака е оставите еден човек што денеска барат знаење само на интернет. Само на YouTube. Без да имате еден што го прашвите за све. YouTube мој да те прави шашма. Во YouTube мој да излегви секого да кажи дерс. Секого може да каже дерс на YouTube. Одит младиот, 25 години, ги остават на страна големите учењаци. Имам Уthaymin, Бин Баз, Шех Албани, рахимуллаху таала, Абдул Мухсин Аббад и други учењаци порано што се били пред ними. Сите овие ги ставит на страна, ги оставит на страна и ој го земви зборот на еден од, да не го спомнам, местото. Зашто овака, браќа? Знаете дека имаат луѓе што платет, даваат пари за нивните видеа да се прошират само за да тргнат внимание и да остане после да се прогласат како алим. Да го знаат луѓето дека бил алим. Тој човек. Платат пари. Пари даваат само за YouTube да му ги прошири секде, како реклама да излегви тој. Отвориш YouTube, прв тој ти излегви. Зашто не ти го дават Ибн Уthaymin, Бин Баз. Не ти го дават тој, зашто имат излезен сега со една нова фитна.
Да го протекфирит човекот што ние читаме сега од него. Ова знаење. Го земиме. Имам Неуви, рахимахуллаху таала. Да го текфирит Ибн Хаџар, рахимахуллаху таала. И младиот ојд го барат него на YouTube, го слушат ова, и земвит од него и му се гледа добар шех, машаллах. Зашто не го земиш, што вели Ибн Уфемин за Неуви, рахимахуллаху таала? Него го земвиш зборот негов, што денеска излезе на YouTube. Зашто не го земиш зборот на Бин Баз, рахимахуллаху таала, што вели за Неуви, него го земвиш зборот на тој човек што сега излезе на YouTube. Не, зашто овие пренесуваат Аллах да му се смилува на имам Неуви, рахимахуллаху таала, каде имат грешено. Како човек, сите грешиме. После вели وَيَقْبَلَ قَوْلَهُ и да го прифатит зборот од неговиот шех. После вели кел мериди, како болниот ел-акил вели. Што имат, што е здраво мислење имат. Не е глуп. Кел-акил. Како болниот што е паметен. Вели يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق. Го прифатит зборот од докторот што има знање и искусен. Болниот кога оди кај докторот и имате еден доктор убав, имат знање, имат искуство и ти велат брат, ти треба да го пиеш ова. Ти ќе го слушаш, ако си паметен ќе го слушаш, ако не си паметен ќе му речеш не го пијам ова. Тој ти вели пи аспирин, ти не, ќе пијат диазепам. Убо, пи диазепам. Што ќе ти се деси? Што ќе ти се деси? Некоја болест, сигурно. И оџата, алимот, што ти ја сакат добрината, што ти го сакат добро, те советуваат. Ти вели немој да го слушаш фулан. Немој да го слушаш фулан. Не од омраза, не од љубомора, не од нешто што имам јас против со него. Немој да го слушаш зашто не е не е човек што го заслужи да се слушаат, зашто нема седнато никогаш пред учењаците. Шехот кога ти вели нешто, го знајт него, не ти вели од омраза. Те немаат прочитана некоја книга од почеток до крај со некој шех, никогаш. Тој има дојдено, има учено 2 години јазик или 6 месеци јазик и излегви на YouTube ти кажи дерса ти не го познаваш. Ти го мислиш добар. Тој разни шубиња може да ти стави тука, ти не си свесен да ги сватиш тие шубиња зашто си млад и немаш толку знаење за да ги разликуваш проблемите и шубињата. Имам Шафи'i рахимахуллаху таала, кога се прошири фитната на оние што ги коментира имињата на Аллах субхану таала, не на методата на Ехлу Сунна вал Џамаа, кога поминвеше во Багдад, ги ставеше ушите, прстите во ушите, ги фатеше ушите вака и поминвеше. Му рекоја, ја имам, ти се плашиш од овие фитни, од овие искушенија? Рече се плашам, мој да ми влегви некој шубхе, некој сумња во срце и да не можам да ја разликувам, да не осетвам. Ти млад, ја сакаш верата. Зашто тие ги употребет повеќе. Оние што имаат жестина за вера, многу ја сакаат вера. Овие се како зајакот за волкот, за ними. Како зајакот за волкот, кога му излегви зајакот пред волкот, што прави? Му прави го галит? Го галит? Му вели, добре дојде, како си, убаво? Не. Што го прави? Пастерма одма. Немат.
така враќа и овие некои што излегле на интернет денеска, така те прави, пастор те прави, а ти не осетвиш. Зошто? Ја сакат верата, машалла, излегли со текфир, со тебди, со тефсик, со ова, со она. Кутриот млад, ја сакат верата, после идет на свој оџа му вели ти си мурџи. Ти не ја сакаш вистината. Ти си оџа од султанот. Ти го сакаш дуњалокот. Не го сакаш ахиретот. Тие го сакат ахиретот на интернет. Што текфираат. Тебди, бидаџија овој, текфир овој. Тие го сакаат верата, ние сме сите мурџи. Ние сите се плашиме од вистината. Да ја кажиме, зашто? Вие ви имате веза на дуњалокот, парите ги сакате. А вие не ги сакате парите. Вие што сакате? Уште полошо. Да ја правите умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем парче. Да не може никогаш да се направите еден. То го сака тие. Која корист го имаш ти да ме прогласиш мене бидаџија? Уште полошо без доказ. Без да ме фатиш нигде. Зошто? Зашто не се согласам со тебе. Во твоето мислење. Случај ово да не изгорите. Значи, затоа браќа, пазите зашто мојот да ве уништет на интернет. Секој проблем што го имате, секое недоразбирање што го имате во меселињата, алхамдулилlah имате кај да се обратите. Ако ви велам за некого, немој вака, немој ја никога ме имате слушано некогаш овде во меџлис да правам за некого овој вака, овој така. Кажете ми искрено. Дали има слушано некогаш за некој оџа да речам вака? Зошто не велам, зашто немам корист за тоа. Аллах субхана таала ќе ме праши да малку ти велам настрана за некого, немој да го слушаш. Не од љубомора. Не од инајд. Ти велам зашто ти го сакам доброто. Ти продолжи. Продолжи и ќе видиш. Самиот ќе видиш после. После едно време овој меџлис нема да идеш повеќе. Зашто нивните мислења после овој меџлис нема да идеш повеќе. Зашто ќе ме прогласиш мене чафир. Зашто јас велам Аллах да му се смилува на имам Неови рахимуллаху таала. Ти ќе велиш فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم صحح أو كفر إجماعا أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Ќе ми го донесе правилото од Китабут Таухид. Машаллах, Китабут Таухид. И ќе ми велиш, оне што ни ги текфират мушриците, или сумњат во нивниот куфр, или вели дека нивниот мезхеб во акида е точен, исправен, кефара иџмаан, имат праено куфр, имат излезено од вера, со согласност на сите учењаци. Зашто не ја знаеш правилото од Китабут Таухид, ти немаш се не до имам Ибн Абдул Вахаб рахимуллаху таала. Ти немаш се не до него. Сите оние што спомне денеска што објаснет Китабут Таухид, веćината што објаснет Китабут Таухид, немаат цене до него. Немаат цене до него нигде, од ниедна книга, не една да, ниедна. Тие мислат некој не знаат николку книги имат. Мислат дека само Китабут Таухид е. И мислат дека тој така е биден, оштар е биден тој, така го прогласе тие го прават така, зашто не го знаат методологијата негова, не го познаваат од блиску него. И излегви тебе како младич, ти го кажи тоа правило. И после почнеш ти, машаллах, си го земиш ти саблијата на рака. Коли текфир ваму, коли текфир онаму, коли со едно правило. Со едно правило. Арапски не знаат, усул не знаат, фурур не знаат. Ништо не знаат. Иџма не знаат, усул фиқх не знаат, қияс не знаат, фиқхул ибадат не знаат, фиқхул муамалат не знаат. Алим.
Овие само знаат да текфирит. Овие другите све на страна. Затоа велит имам Неуви рахимуллаху таала, треба да го почитуваш твојот учител што те учит како болниот што го почитува докторот. Аллах субхану таала да не прави одними. Аллах да ве награди за сабурот. И Аллах субхану таала да ни даде корисно знаење и да бидеме искрени и повторувајте ги меселите во акида што објаснивме. И иншаллах ќе бидете убаво полека, зашто знаењето се земви помалу. Зашто оние што се брзат, мен истаџеле қабле аванихи, правило што вели да, Рахман? Уқиба би хирманихи. Тамам? Оние што се брзат да го стигнат нештото пред да му дојде времето, казната знаеш што ќе му видите? Аллах субхану ва таала ќе го искушуваат, немој да го стигни тоа. Немој да го стигни тоа што го сакат. Зашто ти немој да бидеш од еден ден алим. Од еден ден не можеш да бидеш алим, ниту пак знаен, затоа велит العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. Знаењето за да го стигнеш, велит учењаците, ти ако му се даваш целото тело му го даваш за него, за да го стигнеш знаењето. Цел ти се даваш за да го стигнеш знаење. Велит ќе ти дават мало. А замисли оно што мало му дават, или пола, колку ќе му дадат? Ова спротивно сватија сега. Ако му даваш мало, нема да ти дадат ништо. Ништо нема да ти дадат. Знаењето не се стигни со рахатлук, со спиење. Ова знаење не се стигни со спиење и со рахатлук. Аллах субхану ва таала да не прави од искрените, умориме на Аллах субхану ва таала на нашите браќа сегде кај се да им помага, на сиромашните Аллах субхану ва таала да им дава берекет и ризк, на оние што се болни Аллах субхану ва таала да им подари здравје и да се вратат во нивните фамилии здрави и живи, на мртвите Аллах субхану ва таала да му се смилува. И немојте да ги заборавите учењаците како имам Неуви, Ибн Хаџар и другите, Аллах да му се смилува и ними за користот што ни го имаат донесено до ден денеска, што го се користиме ние од нивното знаење. Аллах субхану ва таала да ве награди уште еднаш. Ва aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.